Обезбедените 100 милиони евра од Европската инвестициска банка се еден од клучните инструменти во борбата со актуелната криза и оттаму добро е што има голем интерес за тие средства. Веќе првите 20 милиони евра се побарани од страна на Европска инвестициона банка да бидат повлечени, односно има изработено проекти за 20 милиони евра кои што очекуваме на почетокот на септември да бидат одобрени и средствата да легнат на сметките на нашите предпријатија. Околу 80 на предпријатија од Република Македонија аплицираа за овие 20 милиони евра првите и ќе ги добијат средствата, како што реков, некаде во првата половина од септември. Верувам дека тие средства ќе значат многу за македонските фирми да обезбедат ликвидни средства, а и оние кои што сакаат да инвестираат да можат да вложат средства за инвестирање во опрема, машини и слично. Исто така добар е интересот и за средствата што ги обезбедивме со докапитализацијата на Македонската банка за поддршка и развој, наменети за земјоделските предпријатија, односно предпријатијата што се занимаваат со преработка и откуп на земјоделски производи, извоз на земјоделски производи. Можам да кажам дека 19 фирми досега изразија интерес за овие финансиски средства. Од нив 5 веќе ги завршија проектите кои што се ги исполнија стандардите што се бара и тие 5 во износ од околу 1 милион и 600 илјади евра набрзо следната недела ќе им бидат одобрени средствата. Останатите треба да ги доработат проектите, односно да ги доработат барањата, да ги докомплетираат и верувам дека и тие набрзо ќе можат да искористат од оваа кредитна линија и тие средства се подизводени на поволни услови. Најмногу досега има интерес од предпријатија што се занимаваат со откуп на зеленчук и откуп на грозје. Првите кредити ќе бидат одобрени токму за предпријатија што се занимаваат со откуп на зеленчук и откуп на грозје и верувам дека и другите фирми од оваа дејност ќе искористат оваа шанса. Го немам податокот по региони, но за очекување е дека и струмичките фирми ќе искористат оваа шанса, бидејќи се работи за најповолни средства што ги има на пазарот со каматна стапка од само 3%. Господин министер, дали очекувате како влада ребаланс на буџет? Не. А стапката на инфлација? Треба од ребаланс на буџетот очекувам со актуелната состојба и се разбира со изнаоѓање на креативни решенија до крајот на годината да успееме да ја завршиме оваа година во рамките на планирањата. Мислам дека со мерките што ги преземавме за поддршка на стопанството во насока на високи капитални инвестиции и средствата што ги обезбедивме со кредитните линии од Европска инвестициска банка и докапитализацијата на Македонската банка, дека македонското стопанство добива сериозна поддршка од владата и од буџетот и на тој начин ќе успееме да ја надминеме оваа актуелна состојба. Инфлацијата ќе ја држиме под контрола или се очекува покрај овие поскапувања што сега да се активира инфлаторната спирала? Во суштина, актуелните поскапувања се произлегуваат од движењето на светските берзи, понудата и побарувачката на светските берзи. Завчера на берзата во Чикаго, каде што се формира цената на пченицата, на сончогледот, пченката и слични производи, беа постигнати рекордни цени во последните 27 години, за жал. И тоа на некој начин не може да не се одрази врз цените на овие прехранбени производи. Исто така и нафтата заради тензиите што се во Сирија, во однос на Иран и можностите таму да избие конфликт, како и курсот на доларот во овој период не одат во прилог, односно влијаат за покачување на цената на бензините. Ние секако сме загрижени за овие состојби, ја делиме и загриженоста на сограѓаните, бидејќи јасно ни е дека тоа влијае негативно врз животниот стандард и таму каде што владата може и каде што владата има средства да помогне, ќе помага, меѓутоа треба да се свати дека за овие случувања што се надвор од наша моќ, надвор од наше влијание, што се резултат на светските берзи и на случувањата таму, за жал не можеме повеќе од ова што го правиме да направиме.